Време и за првиот разговор во денешното издание на Македонија наутро. Секоја година на 21 септември светот го одбележува меѓународниот ден посветен на мирот. Денот на мирот е воспоставен во 1981 година, но својата суштинска улога ја добива дури во 2001 година, кога Генералното собрание на Обединетите нации со посебна резолуција го прогласи меѓународниот ден на мирот. Тој е посветен на мирот во светот и особено на отсуството на војна и насилство, но последниве години Обединетите нации акцентот на денот се повеќе го ставаат на образованието за мир, клучното превентивно средство за одржливо намалување на војната. Истовремено, Обединетите нации секоја година апелираат до нациите и луѓето да го одбележат денот токму преку едукација и јавна свест за сите прашања поврзани со мирот. Е токму ова емисијата на која години наназад успешно работи и тимот на првата детска амбасада во земјава Меѓеши. За значењето на овој ден, дали знаеме да живееме во мир и како до општество во кое што ќе живееме во мир и достоинство, ова утро разговараме со Ана Битолјано од првата детска амбасада Меѓеши. Добро утро и добро ни дојдовте во Македонија наутро. Добро утро и благодарам за поканата. Споменав и предходно, 21 септември како светски ден посветен на мирот се одбележува од 1981 година. Ден кој што е посветен на зајакнување токму на идеалите на мирот меѓу сите народи и народности во светот. За да се одбележи овој ден, звоното на мирот во Обединетите нации одзвонува во седиштето на Обединетите нации во Њујорк секоја година и тоа со една мокна порака која што е пренесена до целото општество, дека мирот е бесценат и дека не треба само да се молиме за мир, туку треба секојдневно да работиме на негово стварување и обезбедување. После се она што се случуваше низ светот изминатиот период, можеме ли да кажеме дека живееме во мир? Ова прашање не било веројатно одамна поактуелно него што е сега и се околу нас не демантира и укажува дека е потребно да правиме многу повеќе од она што сега се случува. Меѓутоа, ова промена на живење и се она што ни се случи, тоа изместување и новото нормално кое што се обидуваме се уште да видиме како ќе изгледа, укажува дополнително дека е можеби точно време да видиме како понатаму. И светот пред пандемијата исто така не беше добар. Да се потсетиме само и на големиот број на деца и кои што гладува и кои што беа експлоатирани, и на големиот број на војни, меѓутоа тоа некако поминуваше под радарот. Сега е токму време да кажеме вака не иде, ајде да видиме што можеме да направиме понатаму. Одговорот е многу едноставно, дефинитивно не, меѓутоа мирот не е ни некоја состојба до која што може да се дојде и да се каже ајде сега точно живееме во мир. И ова е добар момент да се прашаат и вашите слушатели и слушателки исто така, што за секој од нас значи мир, како препознаваме дека живееме во мир. Која е целта и пораката која што ја носи еден ваков ден, меѓународниот ден на мирот, која е воедно и водилка на сите ваши активности кои што ги спроведувате токму на мировното поле во изминативе години? Па, една општа поврзувачка порака. Ние сме оптоварени со празници кои што на некој начин или суштински не поврзуваат, или ги посматраме низ призмата кој е државен празник, дали е неработен ден, например. Не дека се бавиме промислувајќи многу често околу тоа што тоа значи. Ако сте верски празници, исто така укажуваат на тоа дека се однесуваат само на една групација луѓе. Ова е момент да кажеме, окей, важно ли е да живееме во мир? Што е она што не поврзува, што е она што на сите би требало да ни биде важно и сплотувачки и да видиме што впрочем правиме со него. Што повеќе овој тип на јавни одбележувања, на поврзувачки моменти помеѓу луѓето кои што ги надминуваат поделбите, кои што се сериозно продлабочени со пандемијата и начините на живење, толку повеќе се шансите дека ќе најдеме некоја база за заедничко делување. Со оглед на актуелните предизвици на глобално ниво, меѓу кои пандемијата на COVID-19 е еден од последните, тука си секако сиромаштијата, гладот, социјалната нееднаквост, корупцијата меѓу етничките конфликти, колку можеме реално да работиме на промоција на мирот и колку е достижна таа цел? Важно е да работиме и важно е да сме свесни дека очигледно патот не е лесен. Она што во моментов се случува е да забораваме на кревкоста на човечките односи и да забораваме на она што, впрочем, на вистина е важно. И тука
еден простор во кој што буквално секој може да се вклучи на начини кои што се адекватни. Доволно е со тоа некакво промислување што правиме секој од нас секојдневно и како се однесуваме кон другите и на кој начин се залагаме за собствените вредности, идеи и она што го работиме, дури и кога мислиме дека сме во право или кога сметаме дека тоа се позитивно делување и работење. Од каде треба да започне акцијата за промоција на мирот и слободата во едно општество и чија одговорност е мирот во едно општество на крајот на краиштата? Вака да ме прашате, од каде год да се почне е одлично. Так. Било каде. Сметам дека е... Да, и дека баш тоа ни недостасува. И недостасува чувството дека некој нешто конкретно работи и дека тоа полека се гради. Одговорноста е на сите. Ние можеме да се амнестираме себе си, да кажеме тоа е на раководни структури, тоа е на институции. Меѓутоа, ако сами нешто не превземаме заеднички и не ги притискаме истите тие институции или раководни структури, практично никаде нема да дојдеме. Така да воопшто не е едноставно и мали чекори се доволни и без разлика од било која област и од било која возраст да се почне е добро. Да, најлесно е вината и одговорноста да се префрли кај другиот, а никако тоа кај нас е многу чест случај, да речем. Затоа за токму околу одговорноста ние една од клучните поенти и на работењето и на кампањата со која што одиме Поттикни мир. Превземи одговорност, како за себе, така за општеството, така и за поттикнување други на делување. Да, тоа е момент на кој што навистина треба уште многу да работиме. Со оглед на тоа што долги години кај нас ја следите состојбата и на мировното поле во земјава, каква е состојбата во земјава во поглед на активно промовирање, но и практикување на мирот? Па повеќе е во најголем дел недоволно. Она што се прави е исто така често декларативно, меѓутоа секако има голем број на луѓе кои што или организирано или индивидуално работат и се трудат. И тие можете да ги препознаете како по некаква конструктивност, така и по ненасилство, што е клучна вредност и на мировното образование и на целата оваа борба за градење мир некаде. И тоа може да бидат наједноставни примери, може да бидат наставен кадар наставници, наставници од училишта, може да бидат било кој соседка некаде. Доволно е само да се осврнеме па да ги видиме, да ги препознаеме и да се обидуваме колку можеме заедно да соработуваме. Концептот кој што го промовира Организацијата на Обединетите нации, исто така и вие делувате во таа насока, е тоа дека мирот не значи само отсуство на војна, туку и создавање и одржување на општество без насилство, дискриминација и неправда. Високо на агендата на Обединетите нации токму и мировното образование како клучно превентивно средство за одржливо намалување на војната. Мировната програма на Меѓаши започнува во 2011 година како пилот проект во 3 средни училишта. Колку досега оваа програма успеа да ја оствари својата цел? Би сакал да слушнеме малку повеќе околу самата програма. Програмата започна, како што кажавте, со 3 училишта. Сега имаме повеќе од 10 училишта кои што се активни. Тоа се веќе 10 години работа директна во училиштата. Она што сакаме да креираме се, односно да поддржиме луѓе од самите училишта кои што работат вредносно втемелено. Не е важно само она што се предава, него начинот на кој што се предава и севкупната училишна клима негде. И тука тоа подразбира и вклучување на ученици и ученички во донесувањето одлуки, во креирањето како училиштето ќе биде, меѓутоа бара и ангажирање од наставниот кадар да ги артикулира сите општествени проблеми кои што се случува и да може да ги дискутира со децата. Децата не се одделни од општеството. Ниту било кое политичко случување, ниту било кој проблем, дали е криза или елементарна непогода, се одразува и треба да биде дискутирана со децата. И некаде тука сакаме од тој мозаик на база на ненасилство да се на адекватен начин обработуваат сите содржини, да децата бидат вклучени и инволвирани во се она што ги засека негде, за да можеме да воспитуваме и подигаме едни граѓани и граѓанки кои што ќе можат самостојно да делуваат и кои што ќе бидат способни за критичко промислување и за самокритика и за рефлексија на се што се случува околу нив. Да, можеби промените токму од кај нив треба да започнат со оглед на тоа што тие ќе бидат идните двигатели на промените во општеството. Какви се активности се реализирани досега во овие 10 години колку што постои самата мировна програма?
Програмата е доста флексибилна, во смисло не наметнува кој тип на активности треба да се изведуваат. Секој училиште и секој работен тим има слобода да искреира, меѓутоа мора да промисли низ кои се точки некоја активност станува мировна активност. И у тој аспект, да кажеме, помалку изведуваме некакви компетативни или речиси воопшто надпревари, дури кога се што се вика добронамерни или пријателски, сепак е компетативноста првиот елемент. Повеќе сакаме да поттикнуваме некоја соработка, нешто заедно да се направи, него надпревар дури и да е пријателски, иако не го исклучуваме секако. Има најразлични активности, некои сами ги осмислиле, некои се инспирирани од други места, меѓутоа еве би издвоила, да кажеме, Велес традиционално има за 21 септември марш на мирот во кој што носат транспаренти и шетаат по градот укажувајќи негде и на одбележување на денешниот ден на мирот, меѓутоа и на вредностите кои што ги носи. Има различни активности кои што се бават со екологија, да кажеме, Гостивар е доста фокусиран против загадувањето на воздухот и на она што се случува со животната околина. Имаме училишта од Дебар и од Виница кои што исто така согласно на своето обкружување изведуваат активности, дали се уметнички и литературни или се поставени на прашања како што се трансформирање на конфликти, зависи од потребите и од она што во моментот ги интересира децата, бидејќи најчесто тие предлагаат заедно со работниот тим од наставниот кадар. Кога веќе ги споменавме учениците, каков е одзивот на учениците и колку се тие расположени да седнат на иста маса и пред се најпрвен да се запознаат, да разговараат, да прифатат соработка со различниот од себе? Децата се заинтересирани. Мислам дека во моментов дури недостасуваат простори тие да се сретнуваат. И тука треба и да се возможуваат тие простори и да се поттикнуваат. Мислам дека е важен принципот на доброволност. Едно дете не треба да биде во наставна активност која што не го интересира. И затоа не треба да се изведуваат активности само за да се прикажат дека добро изгледаат, меѓутоа според интересот на децата може да се прави и во помал број, иако интересот не изоставува, така да често се случува да сами меѓу себе споделуваат и се вклучуваат, а слично се случува и со наставниот кадар вклучен во програмата. На оние кои што си го нашле своето место, на кој што им е добро и ова е некој простор за заедничко делување, да покануваат други наставници, наставнички да се приклучат. Така да се прошири мрежата. Да. Кои се предизвиците кои што ги детектирате во земјава во поглед на мирот и како да се стимулираат младите да ги надминат со цел создавање на општество кое што ќе ги промовира токму мирот и слободата? Предизвици еден куп во нашево општество. Би рекла дека е најзагрижувачка во моментов големата поделеност, дека ние успеваме на страшно креативен начин да изнајдеме нова и нова поделба помеѓу луѓето кои што живеат на оваа територија. Не само од етничка, политичка, сега на крај и околу вакцинирањето и невакцинирањето. Мислам дека еден од предизвиците сега е како на децата да им се објасни оваа поделеност меѓу возрастните и како впрочем треба да се промислува и собствената позиција и да се брани она во што се верува, а тоа да не го загрозува другиот. Да се сослуша другиот, дури ако не се согласува, и да се наоѓаат точки на согласување, некоја заедничка основа таму каде што се може. Тоа е сега најактуелно. Иако претходно, да кажеме, би рекла дека се санирањето на последиците од ковидот, враќањето во училишните клупи, што тоа значи. Отприлика ни се јасни проблемите со кои што се случуваме финансиски и околу менталното здравје, меѓутоа дополнително треба да се види со што впрочем ќе треба да работиме во наредниот период. И навраќање на некој оптимизам и на конструктивност, поттикнување дека поинаков свет е можен и дека заеднички можеме многу подобро од ова како што е сега, бидејќи исцрпени сме и глобално е светот исцрпен, али особено и тука подкрепеност од финансиски кризи и економска нестабилност и предстоечките политички избори кои што не чекаат. Негде е лесно да се заплива во тоа, лоше е и не можеме подобро од ова. Водени од идејата за промовирање на мирот, како прва детска амбасада меѓаш во земјава, годинава ја стартувавте и кампањата Потекни мир. Како тече нејзината реализација? Колку сте задоволни од спроведените активности и до кога е предвидено да трае самата кампања? Па, со кампањите сме истројни. Се обидуваме, речи се секоја година-две, да исклучиме со кампања која што во фокус го става мирот и градењето мир.
секогаш може подобро и секогаш сакаме повеќе од ова што е. Меѓутоа, одзивот, да кажеме, за оваа година за активности во училиштата е повторно многу голем. Како да се враќаме на оној период пред ковидот, со сите предпазливости, со сите запазени протоколи, меѓутоа се имаат потреба очигледно и наставниците и децата да нешто правиме. Започнавме на социјалните мрежи, промовирајќи различни поттикнувачки пораки, од превземи одговорност до загадувањето на воздухот, што со тоа правиме, до силно, а не насилно, да делуваме силно, а при тоа да останеме ненасилни во своите вредности. Сега, од денеска ќе почнат промоција на 4 видеа, кои што се посветени на некои 4 клучни теми за мировното образование и ќе турка до крајот на годината. Кампањите секој пат ги правиме да ги држат во интерес работите околу кои што се вртат, значи градењето на мир, поттикнувањето одговорност и се ова што е на подолг период, да не се сведе само на месец, два, три и после тоа пројдено е толку е. Така да ќе се навратиме веројатно као и на булингот што се навраќаме и во наредните години. Полека на сигурно не изминува времето предвидено за денешниот разговор, сосема накусо на крајот на разговорот во контекст на денешниот меѓународен ден на мирот. Мировните активисти во средните училишта исто така има акции со кои што ќе го одбележат денешниот ден. Како прва детска амбасада Меѓаши, која е вашата порака која што вие сакате да ја пренесете до јавноста токму на меѓународниот ден на мирот и како да стигнеме до општество без поделби, неправди, конфликти, едноставно општество во кое што ќе владее мирот и ненасилството? Па, ако го започнавме разговорот што е мир за секој од нас, ајде некаде кон крајот да размислуваме што јас правам, што денес правам, што секојдневно правам или што ќе се поттикнувам да правам за тоа градење мир и да биде подобро за она како јас сметам дека треба да изгледа едно општество. Впрочем, да не се демотивираме, да се поттикнуваме, да се грижиме едни за други, меѓутоа да превземаме одговорност и да ги поттикнуваме другите на истото тоа. Нежно едни кон други, грубо кон проблемите и силно кон проблемите кои што се околу нас, не маскирајќи ги, работејќи на нив. Совршена порака за крај на разговорот. Ана, благодарам за одвоеното време за гостувањето во Македонија наутро. Ќе се придружиме секако ние кон честитките на меѓународниот ден на мирот и ќе посакаме со заеднички заложби сите ние да придонесеме кон светскиот мир, но и кон едно општество без поделби и насилство. Ви благодарам. Се гледаме во следна прилика. Почитувани, време е за вториот преглед на утринските вести.